години од успешната работа на првата детска амбасада Мегеш. И што е она друго што е вредно да се спомене? Ова филмче што ќе го прикажеме подоцна, ги отсликува последните 5 години, значи тука обележуваме 20 години, значи од 15 до 20 години. Ја молам режијата додека разговараме да ни ги проследува фотографиите, имаме многу фотографии кои што може да одат во позадина. Значи, тоа филмче е покарактеристично за периодот од 15 до 20 години на Мегеши. Има еден друг документарен филм кој може да го видат гледачите на страната на Мегеши, Children's Embassy ОРГМК. Тоа е подолг документарен филм за работата на Мегеши и ги отсликува првите 15 години. Има една разлика во овие два документарци, бидејќи првиот документарен филм каде што се првите 15 години представени, малку повеќе е насочен кон војните действија, кон интервенциите на Мегеши во однос на војната, како настана Мегеши, која беше причината, кој е мотивниот склоп кај основачите, која е идејата поради која се основа Мегеши, а тоа е војната. Значи војната во Босна и Херцеговина. Подоцна ќе се види убаво на самиот документарен филм за оној втор дел од работата, каде што повеќе се работи на заштита на детските права. Значи еден историски осврт би направил краток доколку можам на работата. Кога е оформена, значи првата детска амбасада оформена на 29 април 1992 година. Значи започна целата работа преку апел за помош на бегалците од Босна и Херцеговина. Значи по овој апел следеше повеќе годишна работа со бегалците, потоа испраќање на одреден број бегалци кон странски држави, одреден број од бегалците останаа во Македонија. Како и да е, тоа беше причината за започнување со работата. Откако се заврши цел тој период во однос на војната и се утврди дека има уште многу што да се направи во однос на заштита на децата, дека не е само војната, иако војната може најгрозоморниот дел од правата на децата, каде што нивното право на безгрижност на живот е загрозено. Има и многу други работи кои во моменти на мир треба да се запазат и да се промовираат. Така. Значи, како еден важен дел од работата на првата детска амбасада би го спомнал SOS телефонот, кој е отворен 1993 година. Значи, SOS телефонот служи како една алатка на првата детска амбасада Мегеши за селектирање, за генерирање на сите оние проблеми во општеството кои настануваат низ годините. Значи, тој постои веќе, ако Мегеши постои 23, SOS телефонот постои 22 години. Значи, од тука ние ги дознаваме сите оние болни точки на децата, на родителите, на сите кои децата им се од значење. Значи, има и баби и дедовци што се јавуваат. Не мора да е секогаш родител на детето тој што се јавува за одредена ситуација. Од тука ние ги генерираме тие информации за кои се тие најболни теми во однос на детските права, каде најмногу се прекршуваат правата. Значи, првата детска амбасада по отварањето на SOS телефонот во 1994 година се залага за ратификување на Хашката конвенција за граѓанско-правните аспекти за меѓународно ограбнување на деца. Потоа во 96-та се залага за воведување на детски омбудсман, кој подоцна во 99-та година не се вика така, меѓутоа народниот правобранител ја добива улогата како заштитник на правата на децата. Потоа амбасадата се станува национален координатор за Global March Against Child Labor. Тоа е значи една организација која го представува, се залага значи против злоупотреба на детскиот труд. Значи кога Мегеши почна да збори за злоупотреба на детски труд, тогаш народот не ни знаеше
дека тоа е во суштина злоупотреба. Значи децата не може да ги употребуваме пред секако родители за да оствариме од нив дали физичка корист, дали економска, мислам како работна снага да ги употребиме. Значи мора да се направи една јасна дистинкција до каде е тоа нормално, значи детето да ти помогне, каде веќе детето го злоупотребуваш и ги надминуваш тие граници. Значи во Македонија сме сведоци на многу деца кои се на улица, кои просат, кои се обидуваат секојдневно да ги надминат своите финансиски проблеми, меѓутоа и проблемите на други, значи на родителите, Значи знаеме дека доста родители од овие деца они ги праќаат. Ги злоупотребуваат апсолутно. Од таа причина го отворивме тој дневен центар кој функционира се уште во првата детска амбасада. И си е во функција и телефонската линија си е во функција цело време. Така, и SOS телефонот е во функција. Колешката подоцна ќе ви каже нешто повеќе за SOS телефонот и дневниот центар е во функција. Значи тоа се дојде како да ви кажам во текот на работите на годините во кои работиме ги забележуваме сите оние потреби во општеството кои каде што децата се засегнати и гледаме таму да реагираме. Не е секогаш нешто што е претходно предвидено, да речеме, па правиме проект за тоа, па го спроведуваме. Некогаш излегуваат некои работи кои се ad hoc. Значи во моментот има потреба од нешто да се направи, да се превземе и го превземаме. Така застанавме и позади студентите, и позади средношколците, извинете, позади средношколскиот пленум, ги поддржуваме во нивните барања, особено во делот каде што средношколците се залагаат за вклученост, што ние го застапуваме, го промовираме тоа дека секое дете треба да биде вклучено во сите процеси во кои неговите интереси се директно вклучени. Значи, средношколците тоа што се моментално тоа што се случува и тие програми што се креираат, од тие програми директно се средношколците засегнати, тоест они се дел од таа програма. Така би требало да биде, да бидат и тие вклучени. Да бидат вклучени во тој процес. И да бидат прашани, да се чуе нивното мислење на крајот на краиштата, затоа и родителите тука не бараат како да бидеме представници на некои донесување на некакви одлуки. Го споменавме средното школо, ќе продолжиме Ира, бидејќи наш Трајче го завршува 9-тото оделение, во која школа? Никола Јовков Вапцаров во Струмица. И тука некаде би му дошло како полуматурант, нели 9-то оделение завршено, му доаѓа порано беше 8, сега во 9-то се слави полуматура. Каде по завршувањето на основното училиште Трајче? Па се уште не сум одлучила и не сакам да откривам многу. Нема да ни открива. Знам дека ти си одлучила, ама штом велиш дека не треба да откриеме ништо, нема да ви откриеме. Има да пратите сите можни детали што се случуваат во кариерата на Трајче, би таа допрва треба да расте, така нели? Има ли некакви понуди од Србија? Сакаат ли да те земат таму? Па да, од Србија, од Хрватска и овде во Македонија имам понуди. Па бери најдобрата. Побаре мислење, така немој одма да пресечуваш, немој што ќе правиме ние само што те запознавме. Што ќе правиме ние без тебе? Знаеш колку ни убаво вака во твоево присуство, други се светлата во нашето студио, се е поинаку. Да. Кажи ми уште нешто, кој комплимент најмногу ти годеше? Те обсипаа со едно чудо илјади коментари прекрасни, мислам, вака нешто што во моментот ке им дојдеше на жирито кажува, просто не знаеа и тие како да се одразат, ја што би рекла. Не знаеа како да се изразат за да кажат колку им е убаво додека те слушаат. Кој од комплиментите најмногу ти годеше? Па немаше лоши коментари, значи сите беа добри. Ти не можеш да ги запамтиш во тие моменти на возбуда. Кај ќе ги запамтиш сите? Треба некој да седи да запишува, записничар да отвориш тефтер. Па ја стојам на сцена, збрган сум, ништо не слушам. Трема имаш ли? Да. А ја не ја надмина во тие 10 круга, не ја избрка да ја кажеш ајде да те нема, оди си назад во Струмица. Така да правиш, пред врата во Струмица остава ја тремата, да речеш ти да седиш дома
со мене нема на пат, бачи, така ќе направиш другиот пат и ќе видиш како ќе биде последниот круг. Ира, што друго вреди да кажем? Вака сакам да го надополнам колегата Жарко, да кажам дека особено значајно за нашата работа е довирбата која што имаат граѓаните, особено децата во нас. Тоа ние најдобро го гледаме и го чувствуваме преку SOS телефонот, затоа што тие се повеќе и повеќе се охрабрени да се јават и знаат дека некој стои за нивните права, се охрабруваат, се јавуваат, ги кажуваат своите проблеми. SOS телефонот постои од 1993 година и за овие 23 години има над 20.000 повици. Тоа многу говори за нас, меѓутоа загрижувачки е фактот дека се уште децата се изложени на секаков вид на злоупотреба и ризик. Така. Сакате да го погледнеме филмчето, па да го искоментираме после? Да. Супер. Предлагам тука да го проследиме оној краток филм од 20-те години на првата детска амбасада Меѓаш и доколку сме подготвени режија можеме да го последиме, а потоа ќе го искоментираме. Ова е куќата на ужасот. Овде цели 3 месеци таткото ги силувал своите ќерки. 7 и 8 години имаат. Овде ја изгубиле невиноста, а тука го оставиле за секогаш и своето детство. Од првата детска амбасада во светот Меѓаши одамна побараа поостри казнени мерки за педофилите и за случаите на инцест. Највеќе тоа се повици за злоупотреба, физичко, сексуално и психичко насилство, како и јавувања за педофилија. Спровоцираа детската амбасада Меѓаши да побара казна до животен затвор за сторителите на овие дела. Законодавецот го кажа своето, сега се наред судиите. Станува збор за поддржување на тезата, идејата и на невладината организација Меѓаши да се изрекуваат повисоки казни во кои што влегува дури и до животниот затвор. Почнал да ја попаќа по гентилите да бакнува по телото. Најчесто тоа се случувало во неговиот дом. Вината е ке сите. Прашање е дали нашите педагошко-психолошки служби се толку обучени и оспособени за да може да ги следат промените. Заради да не се прекине тој родителски однос родител-деца, тие деца се враќаат во своите домови.
Македонија околу 18.000 деца наместо на училиште се на улици. Според кој голем дел од децата со посебни потреби не одат на училиште, а ромските деца остануваат дома. Голем е бројот и на оние кои веднаш по завршувањето на училишниот час заминуваат на работа. На улицата Брзачка буна во Шуто Оризари има многу деца кои што сакаат да одат во училиште, меѓутоа не можат да одат. Нивните родители не работат ништо, најчесто собираат пластични шишиња или железо. Затоа велат и немаат пари за да ги праќаат децата да одат секој ден на училиште. Подобро да се учи, да не бидат други да просат да прават нешто друго. Стигнавме и до 20 годишнината, а и сами не знаеме како, бидејќи во сите тие ургентни барања за помош на децата погодени од војните, децата кои беа злоупотребувани, малтретирани, силувани, ние не помислувавме на бројки, на јубилеи. Едноставно немавме време за тоа. Предизвиците за детската амбасада Медјаши не се сега помали од оние кои што се испречија во 1992 година, кога се оформи. Сега сите знаеме дека е поинаку. Направени се многу промени. Но, за жал, тоа понекогаш изгледа како капка во морето. Има уште толку многу што да се направи и сработи. Децата не обврзуваат на тоа, да ја продолжиме мисијата повеќе од кога било порано и покрај многуте сопки и тешки моменти на обстојување. Ние продолжуваме. Одлично сработен документарен филм, иако е ова кратката верзија, како што рековме, и кратката и долгата ги имате на YouTube да ги погледнете доколку ве интересираат сите активности и нешта кои се покренати во овие 23 години, се со цел да се заштитат правата на децата и во војниот период, но и во нивниот нормален живот. Секоја можна злоупотреба врз децата да биде искоренета. Дали Трајче сака во иднина да се залага за правата на децата? Дали ти се допадна нивната работа и оваа мисија која има детската амбасада, нели? Те викаат веќе на хуманитарни настани, на концерти? Да, секогаш сум на страната на тоа. Че само на хуманитарни. Па добро, сега на хуманитарни како дете ќе те викаат, кога ќе пораснеш сигурно нема да те викаат само за на хуманитарни настани, ма колку би сакале ти да те имаат секаде, ама ти постојано си во Белград, не си тука. Да, кога ќе се вратиш овде, јас сум сигурна дека ќе се канализираат нештата. Ира, што е престојно во овој период со што сте окупирани, кои проекти и настани ви се сега преокупација? Значи, како што кажавме, моментално подржуваме повеќе иницијативи, ги подржуваме средношколците, подржуваме иницијативата за поделено старателство и одговорно родителство после развод. Исто така подржуваме иницијативата за, односно ние бевме иницијатори за да се покрене таква иницијатива за поддршка на деца и лица со здравствени проблеми. Бевме инспирирани од последните немили настани кои што се случија кај на децата поради здравствени административни препреки. Ги повикавме на различните организации, родители на деца кои што се соочуваат со вакви проблеми. Идејата ни е да настапиме со една заедничка платформа, заедно, сплутени да действуваме, да ги систематизираме нашите барања и на тој начин да действуваме
колку што е можно да се олеснат ваквите административни и бирократски препреки и да може луѓето и децата со здравствени проблеми да си го олеснат животот и да не се повторуваат случаите и немилите настани како што беше и случајот за Тамара. Така се разбранува јавноста многу повеќе отколку претходно, посебно со таа тажна судбина на Тамара и нејзиното семејство. Што е она друго што не го споменавме во минатото веќе што претходи? Жерко? Во однос на документарецот, тоа го представува тој период изминат каде што сме имале некои конкретни активности како последица на тоа пред се што беше прикажано во документарецот. Сигурен сум дека не ги остави гледачите рамнодушни овој документарец. За жал тоа се реалности што се случиле во нашето општество и поради кои се случуваат нашите реакции. Значи, ајде почнеме со делот за сексуална злоупотреба, за педофилија. Значи, започнува документарецот со куќата на ужасот, каде што две девојчиња, малолетни, многу мали девојчиња, им се случува страшно нешто и згрозени од овој настан се водиме со иницијатива за зголемување на казните на педофилите. Значи, најпрво во 2008 година започнува оваа наша иницијатива, каде што се залагаме за доживотен затвор за вакви чинови и минимум затвор од 15 години, меѓутоа потоа се менува законот и минимум казна е 10 години со можност за доживотен затвор, меѓутоа тој доживотен затвор може да се добие таква казна само доколку тој чин е сторен на посебен грозоморен начин со страшни последици и така натаму, како и да е последици страшни има. Секакви има, да. Така, потоа во 2014 година исто во однос на сексуалната злоупотреба, педофилија, значи се залагаме за воведување на хемиска кастрација. Веќе во 2014 година се прифаќаат нашите заложби, меѓутоа ова е почнато што од 2008. Значи, за хемиска кастрација по-конкретно баш околу 2014 година и година две предходно. Во однос на злоупотреба на детскиот труд, кажавме, видовте и во документарниот филм, сите начини на злоупотреба, значи, не е повеќе онаа злоупотреба каде што во руралните средини ќе видиме деца пратени на нива и работат од сабајле до вечер. Туку сега веќе имаме и други начини, праќање на улица, некои економски бенефити кои ги гледаат родителите во сопствените деца, што е човек да се зачуди, меѓутоа тоа е реалноста, тоа се случува, ние треба да одговориме. Да се реагира. Да се реагира на тоа, да. Во друг дел беше образованието наведено во документарниот филм. Значи имаме повеќе иницијативи каде што бараме ние вклучување на сите деца во образованието. Има една голема бројка на деца во Македонија кои не се вклучени во образовниот систем. Значи дали нема документи, не се евидентирани, фантомски како што популарно ги кажуваат, дали од некои други причини не се вклучени. Значи оваа бројка во 2013 година кажавме дека е негде 18.500, мислам. Каква е ситуацијата моментално не знам, меѓутоа бројката е голема. Факт е дека многу деца се исклучени од образовниот систем, а дека тоа носи други проблеми за понатака, не само за децата, за целото општество. Целото општество страда тука, така. Да, значи во однос на овие не кампањи, иницијативи кои ги имаме за спроведено за вклучување на децата во образование, можам да кажам дека доста познати имиња, значи политички имиња се подпишани на овие иницијативи. Сега не би ги читал, меѓутоа, значи доста познати личности се подпишани на овие иницијативи каде што они кажуваат дека ќе се залагаат за вклучување на овие деца во образовниот систем. Значи не е доволно само ние да констатираме проблем, треба да се направи, да се делува, да се делува и во пракса, така.
Ние сме тука некаде на финалето на денешна втора смена. Мислам дека режијата свесно и намерно не ни вклучуваше никој гледач за да не ни го прекинува разговорот, бидејќи имавме и изненадување гостин кои што не бевме 100% сигурни дека ќе допатува, но сепак допатува и то точно на време за денешна втора смена, трајче. Но еве ако некој во моментов, да речеме, одлучи додека не следеше вечерва да се дотера и да отиде со некој близок, со некој пријател или со својот сакан или сакана во театар, во Драмски, имате време 18 часот и 5 минути, имате време, представата почнува во 20 часот, а ние ви доделуваме гратис влезници на двајца гледачи, по 2 влезници доделуваме за представата Ждрело, навистина прекрасна представа и одлична актерска екипа има да видите на сцената на Драмски, значи 511 89 80 и 511 89 81 е телефонскиот број на кој што можете веднаш да вртите, бидејќи ние веќе за некоја минута ќе бидеме на пат за дома или долу пред влезот на наша ТВ, ќе се соочуваме со фановите на Трајче, така Трајче? Каде било најгусто, најжестоко до сега? Каде најмногу вака неочекувано деца те нападнале? Пред куќа, кај Вујко. Кај Вујко ти пред куќа. Планирано беше најавен дека ќе дојдеш, знае? Или не, апанса сте на чека? Дознаваат од негде, не знам. Има дојава некоја специјална. Во земјава се знае. Таква земја сме ние. Сите се знаат. Дури тоа што мислиме дека не се знае, се знае. Некој дома да не ти издава. Да, некој имаш некој што те подкажува. Те подкажува некој? Може би сестра ми е. Сестра ти е таа се радува. Можам да замислам колку е горда што јас мене да ми е Трајче Ѓоргиев брат, многу ќе се радува, многу ќе се гордеам. Трајче, кажи ми што е следно, што е наредно сега, како ќе биде изорганизиран овој период, кога се ближили крајот, резултатот, кога вака можеме да го... Крајот се ближи, сега полуфинале, па финале. Кога е полуфиналето? Се уште и ние не знаеме. Значи близко сега додека трае учебната година во овој период ќе биде се, така нели? Да, финалето ќе биде некаде на крајот на јуни. Крајот на јуни. Да. Значи до крај на јуни ние веќе ќе можеме да славиме. Ние секако ќе славиме имајќи те тебе како наш. И секако ќе ни биде убаво додека те слушаме и додека те пееме, додека пееме со тебе заедно. Што само имаме за кратко да додадеме нешто на самиот крај, Ира? Тоа, значи, ги споменавме иницијативите, продолжуваме понатака со иницијативите, со нашите програмски активности, работиме на повеќе проекти. Еден од проектите е партнерство преку помирување на рандитски развој на образованието во Европа. Значи, се работи за деца за подигнување на квалитетот на образованието на децата во предшколска возраст. Значи, сакаме да ја подигнеме свеста кај родителите и кај воспитувачите дека овој период за децата е особено важен за цел понатамошен нивни раст и развој. Значи, проектот е финансиран од Европската унија и веќе трета година се спроведува и останатите проектни активности. Така, имаме програма во моментот за мировно образование, каде што се трудиме мировното образование да се вметне како дел од наставната програма во средните училишта. Вклучени се повеќе средни училишта, преку 70 наставници се дел од овие активности. Јас сум дел во таа комисија. Да. И јас како родител сум во тие комисии за мировно образование и ми е мило што се покренуваат такви иницијативи.